Почитуван градоначалник на општина Радовиш, почитувана пратеничка во Македонското собрание, почитувани представници и членови на Советот на општина Радовиш, почитувани членови на Комисијата за спорт, почитувани представници од приватниот и јавниот сектор во општина Радовиш, драги спортисти, тренери, спортски работници, представници од спортските клубови, добро вечер и добро ли дојдовте на традиционалната манифестација Спортист на годината. Изминатата 2025 година општина Радовиш беше исполнета со бројни спортски настани, тргнувајќи од првенствените надпревари, меѓународните настапи на нашите најдобри поединци, традиционалните турнири и спортските манифестации. Имавме можност да уживаме во ракометната Суперлига, втората македонска лига во фудбал, државните и изборните првенства во борење, училишната одбојка, пинг-понгот, мај-тајто, во женскиот фудбал, во успесите на младите таленти во фудбал и секако во целокупниот училишен спорт. И оно што е најважно, спортските сали и спортските терени во градот и населените места повторно беа полни со млади спортисти и рекреативци. Љубителите на фудбалот, ракометот, одбојката, борењето, каратето, мај-тајто, велосипедизмот, стрелаштвото, планинарењето, ловот и риболовот и другите спортови беа дел и даваа целосна поддршка на бројните настани кои ја одбележаа претходната 2025 година. Драги спортисти и спортски работници, дозволете ми да го поканам да ве поздрави градоначалникот на општина Радовиш, господин Љупче Почивалец. Почитувани спортисти, тренери, почитуван градоначалник, почитуван пратеник, почитувани советници, представници на приватниот сектор. Денес чест и задоволството е мое да бидеме домакин на уште една манифестација Спортист на годината за 2025 година. Што значи спортот за Радовиш? Радовиш, иако припаѓа на општините од средна големина, сепак Радовиш е со голем спортски дух. Тоа е покажено и во изминатиот период, но тоа е и период кој што го покажуваме и ден денес. Ние, како општина Радовиш, сме горди на сите спортски клубови, дали ќе се колективни или индивидуални, на постигнатите успеси во спортот, како во за оваа календарска година, така и за изминатиот период. Радовиш има дух во спортот. И да знаете дека ако нешто ни е најбитно како општина, тоа се најмладата генерација, тоа се децата, тоа се младите, кои што во вас гледаат и доли за успеси во спортот во својата иднина. Затоа, еве ќе ве замолам, бидејќи тука гледам и голем дел од работниците во образованието, професорите во физичко образование, се повеќе децата да ги насочуваат во спортот, во кој што самите тие ќе оценат дека е најсоодветно да можат да тренираат и да успеваат. Тоа ќе биде нашиот главен мотив, бидејќи и со клубовите со кои што сме разговарале во изминатиот период, сепак акцентот мораме да го ставиме на младите и на идните наши генерации. Само така можеме да создадеме стабилни клубови и екипи во Радовиш, кои ќе можат да се носат со спортските успеси во идниот период. Дали општина Радовиш доволно инвестира во спортот? Еве јас во самиот старт ќе кажам секако дека не е доволно и секако дека треба многу повеќе. Меѓутоа во рамките на нашите можности и секако во соработка со приватните компании кои што еве на директен или индиректен начин ни помагаат на спортските клубови, а и на индивидуалните спортови, ќе гледаме да можеме што повеќе да излеземе во пресред на и клубовите, повторно ќе кажам, и на индивидуалните спортови. Главниот фокус во периодот што следи
ќе биде и во подобрување на спортската инфраструктура, која според мене е нешто што е можеби најбитно за идните наши млади генерации, да имат посовремени услови на кои што ќе можат секојдневно да ги обавуваат спортските активности. Тука нормално ќе бараме поддршка преку пратеникот и до владата и до сите оние спортски федерации, зависно од која област ни е потребна таа спортска инфраструктура. Еве за крај, да не должиме многу, сакам на сите добитници на награди, признанија на овогодишната манифестација да им честитам и тоа да биде поттик уште повеќе да се трудат и да дадат значаен допринос не само за собствена афирмација, него и за афирмација на општина Радовиш. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека во годините кои што стојат пред нас, мислам дека ќе имаме се поголеми и поголеми спортски резултати. Ви благодарам и да започнеме со останатиот дел од манифестацијата. Почитувани присутни, Комисијата за образование, спорт и култура при Советот на општина Радовиш објави оглас за пријавување на спортисти, спортски работници и спортски екипи. Согласно правилникот за критериуми за избор на спортист на годината, Комисијата изврши избор на најдобрите поединци, спортисти во различни категории, спортски екипи, спортски работник и посебни спортски достигнувања во текот на изминатата 2025 година, а истиот избор го потврди и Советот на општина Радовиш. Согласно програмата за активности од областа на спортот, на оваа манифестација која е под покровителство на општина Радовиш, ги одбележуваме најзначајните моменти од областа на спортот во изминатата година и ги доделуваме признанијата на најуспешните. Во 2025 година можевме слободно да кажеме дека практично сите спортски работници во нашата општина беа активни на терен. Имавме возобновени, но и нови манифестации со кои и текако го подигнавме спортскиот дух кај младите. Почитувани, започнуваме со посебните спортски достигнувања. Во сезоната 2024-2025, покрај редовното учество во детската фудбалска лига под капата на ФФМ, тие учествуваа и на силни меѓународни турнири, на кои генерацијата 2017 ги освои. Второ место на Next Level купот, прво место на Cool Cup и прво место на Фудбал Winter. Во детската фудбалска лига на ФФМ го освоија првото место во Централниот регион и за крај на завршниот турнир на ФФМ го освоија четвртото место, постигнувајќи го најголемиот успех во детската фудбалска лига минатата 2025 година. Општина Радовиш доделува признание на ФК Азури Радовиш за посебно спортско достигнување во 2025 година. Ја замолувам председателката на Комисијата за спорт при Советот на општина Радовиш, госпоѓа Гордана Здравковска, да го додели признанието. Најмладите таленти секогаш не прават горди и затоа треба сериозна работа и посветеност на нив. Благодарение на изградбата на помошниот терен со вештачка трева во склоп на стадион на градскиот стадион во Радовиш, минатата година со редовни тренинзи започнаа некаде околу 200 нови млади надежни фудбалери. Со поддршка од општина Радовиш и спонзорите Детонит и рудникот Бучин, минатата година се надпреваруваа вкупно 10 категории, а најголемиот успех го постигна генерацијата 2016, која го освои првото место во Централниот регион по
пласирајќи се на завршниот турнир. Општина Радовиш доделува признание на детските категории на ФГД Тонит Плачковица за посебно спортско достигнување. Почнувајќи од 2016 година, од година во година овој турнир прерасна во еден од најдобро организираните спортски манифестации во општина Радовиш. Секоја година учествуваат повеќе од 20 екипи од цела Македонија, вклучувајќи ги КМФ проект, Форца, Црна река, Мал Ајакс и други познати екипи, како и доста звучни имиња од македонската репрезентација во мал фудбал, а во последно време богами и странски имиња. Во периодот околу Илинден, овој настан не само што максимално го полни игралиштето, туку представува вистински празник за очи за местното население, но и за љубителите на малиот фудбал широм државата. Општина Радовиш го делува признание на Сдруженијето фудбалски клуб Изведен Оровица за успешна организација на турнирот во мал фудбал и спортска афирмација на општина Радовиш. Ја замолувам пратеничката во собранието, господја Моника Трајанова, да го додели признанието. Само би сакала накратко да ви се обратам. Чест задоволство ми е вечерот што сум тука помеѓу вас. Да и честитам на сите добитници вечерва, новогодинешните награди. Посакувам Радовиш да остане спортски град и Воедина да биде рассадник на млади спортски таленти. Ви благодарам. Кога сме кај младите таленти, оваа девојка како дел од најтрофејниот спорт во нашата општина, минатата година ги освои следните награди. Второ место на државно првенство во категоријата U15. Втори места на турнирите Томи Танчев во Конче и Јован Димитров во Неготино, како и првото место на турнирот Трофеј шампиони, боречки легенди во Радовиш. Општина Радовиш доделува признание на Надица Ефтимова за посебно спортско достигнување во БК Бучин Радовиш. Веќе неколку години е активен тренер во клубот и работи со сите возрастни категории. Како тренер, во 2025 година го предводеше боречкиот клуб на домашните првенства. На европските и балканските првенства, а најзначајни успеси беа третото место на балканското првенство, како и златниот и сребрениот медал на меѓународниот турнир во Лариса, Грција. Како млад и надежен тренер, од него се очекува да работи на развојот и популарноста на борењето во Радовиш и Македонија. Признание за посебно спортско достигнување. Општина Радовиш доделува на Наум Трајанов, тренер во боречкиот клуб Вучин Радовиш. Го замолувам членот на Советот, Горан Ѓоргиев, да го додели признанието. По интензивни тренинзи од 18 недели,
со ригорозни рестрикции во исхраната и тежински и кардио тренинзи, поддржан од Team Pro Coach Англија, Hardcore Shop Битола и Pulse Fitness Струмица, тој успеа во конкуренција од повеќе од 200 надпреварувачи од 43 држави да го освои овој медал, покажувајќи извонредна дисциплина и посветеност. Во 2025 година во Букурешт, Романија, на еден од најпрестижните бодибилдинг настани во категоријата Men's Physique Muscle Fest, ја освои 4-та позиција, а исто така учествуваше и на Muscle Contest Австрија, каде постигна успешни резултати. Општина Радовиш доделува признание на Александар Јерамазов за последно спортско достигнување во област на бодибилдингот и спортска афирмација во општина Радовиш. Како член на Каравонкина Алпин Клаб, со алпинизам започнува да се занимава пред 6 години. Првите искачувања ги прави на пониски врвови во Австрија и тие му ја откриваат убавината на алпинизмот. Брзо сваќа дека секој чекор по планината носи ризик, што дополнително го мотивира да тренира, да напредува и да се усовршува. Следуваат Дрос Глокнер, највисокиот врв во Австрија, 3798 метри, надморска височина. Триглав, највисокиот врв во Словенија, 2863 метри надморска височина. Ортлес, највисокиот врв во Италија, 3905 метри надморска височина. И секако, неговото најголемо достигнување минатата година, освојувањето на врвот на Европа Мон Блан, 4810 метри надморска височина. Со својата просветеност, дисциплина и континуирани успеси на највисоките и непрезвикувачките врвови во Европа, тој успешно ја афирмира општина Радовиш и Република Македонија. Му посакуваме нашите знамења да се веат и на светските врвови. Општина Радовиш доделува признание на Владе Коцев за последно спортско достигнување во областа на алпинизмот и спортска афирмација на општина Радовиш. Го замолувам советникот за спорт и култура во општина Радовиш, Станко Манчевски, да го додели признанието. Почитувани, завршуваме со последните спортски достигнувања. Како млад човек со изразен спортски и бизнис дух, остана длабоко поврзан со својот роден град. Како успешен бизнисмен и страстен спортист, тој веруваше дека развојот на заедницата мора да оди паралелно и во спортот и во економијата. Неговата визија беше Радовиш да се унапредува преку современи спортски услови и здрави животни навики, гледајќи го спортот како алатка за личен и општествен напредок. Неговите најзначајни спортски резултати се поврзани со мотоциклизмот, дисциплина во која остави силен и препознатлив печат. Меѓу поважните остварувања се издвојуваат првото место во класата Формула 1000 на шампионатот во Серес, Грција. Прво место на BMU European Road Racing Championship Winbet Grand Prix 2022 година. Второ место на BMU European Road Racing Championship 2021 година. И трето место на BMU European Road Racing Championship. А неговата спортска зрелост беше потврдена и во 2024 година со победа на Extreme Track Race. Покрај мотоциклизмот, тој беше активен и во карате. Учествуваше и на меѓународни маратони во Будимпешта и Скопје, а беше активен и во велосипедизам.
планинските спортови и рекреативен фудбал. Спортот за него не беше минува фаза, туку длабоко вкоренета животна навика. Општина Радовиш доделува постхумно признание на Душко Чифликанец за посебно спортско достигнување во областта на мотоциклизмот и спортската афирмација на општина Радовиш. Го замолувам членот на Советот, Светлана Василева, да го додели признанието. Почитувани спортисти, почитувани присутни, најпрвин сакам да ви ги честитам денешните добиени признанија. Признанијата не се само награда за постигнатото, туку тоа и опраска, мотивација за сите нас да продолжиме и понатаму да изградиме уште со поголема посветеност, со поголема дисциплина, поголема желба за уште повеќе успеси за нашиот град Радовиш и за Македонија. Ова постхумно признание за мојот братучет, прв братучет Душко Чифликанец го разбирам како израз на почит не само кон него, туку кон сите спортисти, кон оние кои се помеѓу нас, но за жал и кон оние кои повеќе не се. Болката за неговите родители е преголема. Тие денес не можат да бидат овде со нас, но сите знаеме дека семејството Чифликанец од секогаш било и ќе продолжи да биде поддржувач на спортската заедница, на сите надпревари, сите трибитни се били присутни и давале несебична подршка таму каде што било непотребно. Свесни сме дека признанието не може да ја намали болката, но верувам дека ќе даде дополнителна сила и енергија и подсетување дека спортскиот дух, трудот и посветеноста никогаш не се забораваат. Добрите спортисти секогаш остануваат помеѓу нас со примерот кој го оставиле и со вредностите што ги оставиле во општеството и заедницата. Нека ова признание во чест и име биде поттик за сите нас да го негуваме спортот и продолжиме така и со посветеност како што имаше тој. Ви благодарам. За постигнување успешни резултати потребен е сериозен и стручен тренер. Кога пред 2 години со U16 ја освои регионалната лига на Баварија, почнаа неговите успеси. Се доврши превземањето на вториот тим како и главен тренер на голманите, со што минатата сезона до последното коло беше во борба за титула во регионалната лига на Тирол. Од декември минатата 2025 година го превзема првиот тим на Салцбург, кој настапува во втората лига, а до крајот, освен првиот тим, ќе ги води и вториот тим кој игра во регионалната лига на Тирол, како и U16 тимот кој настапува во елитниот младински куп на Австрија. Тој во октомври успеа преку обука организирана од ЕХФ и Матијас Андерсон и Мец Олсон да се стекне со највисоката голманска лиценца што моментално постои, ЕХФ Goalkeeper Specialization A, а ја поседува и ЕХФ Master Coach Pro лиценцата. Преку ракометот и неговата тренерска стручност, успеа одлично да ја афирмира општина Радовиш на меѓународен план. Признание за спортски тренер на годината, општина Радовиш доделува на Душко Кландев, тренер УХЦ Салцбург, Австрија.
Бидејќи не е лично присутен, замолувам член од семејството да го прими признанието, а го замолувам председателот на Советот на општина Радовиш, Гоце Дединец, да го додели признанието. Се враќаме на најтрофејниот спорт. Соборението почнува уште во 1991 година. Првите резултати почнуваат уште во пионерската и кадетската категорија, освојувајќи ги државните првенства. Учествува на светското првенство во грчко-римски стил, како и на европското првенство во Бугарија и балканското првенство во Албанија. Во својата категорија ги освојува и државните првенства. И оно што е најважно, тој по завршувањето на професионалната кариера не застанува да се вложува максимално во борењето. Се уште го дава својот несебичен придонес преку спроведување на тренинзи, едукација и мотивирање и развој на спортскиот дух кај младите. Општина Радовиш доделува признание на Горан Ристов од БК Бучим Радовиш за спортски работник на 2025 година. Во редовите на боречкиот клуб е од самото формирање 1962-63 година. Како борач бил двократен државен првак во категоријата до 74 килограми, а на Европското првенство во 1970 година го освојува 6-то место. Наследувајќи ги Добре Маринков и Ристо Ковачев, почуваат неговите успеси и успешно водејќи го клубот во Сојузната лига на Југославија, стигнува до самиот врв. Под негово водство во периодот од 1991 до 1998 година, клубот освојува 7 титули, а тој е предводник и на тимот кој го освои Европскиот куп во 1995 година и Светскиот куп во 1996 година. А беше тренер и во купот на европски шампиони, кога Бучим Јака беше трет. Тренерската кариера ја завршува во 1998 година, водејќи го клубот повеќе од 20 години, а продолжува како дел од управниот одбор до 2013 година. Тој е еден од најдобрите македонски борци и тренери во Европа и во светот. Признание за докажан спортски работник се доделува на Димчо Ангелов од боречкиот клуб Бучим Радовиш. Го замолам градоначалникот Лупче Почиталец да го додели признанието. Почитувани присутни, сакам сите гости и спортисти да ве поздравам и да се заблагодарам за да даде посебна благодарност изразувам до Комисијата за спорт при општина Радовиш и Советот на општина Радовиш кој ја потврдија оваа одлука на самиот совет. И на крај бих сакал со
моите 40 години во спортот и можда и повеќе 50 има сигурно, да бидам мотив за сите овие млади спортисти, секогаш спортот ќе ги изградува повеќе како личности, а и во животот ќе бидат секогаш подобри работници и ќе бидат кога ќе завршат својата спортска кариера, да не се откажуваат од спортот, да продолжат спортски работници и спортот, бидејќи спортот многу помага во животот. Благодарам. Полека дојдовме и до неуспешните поединечни спортисти. Овој млад и талентиран борач ги освои првите места на меѓународните турнири Ахилес во Лариса, Грција, победник во Белград, Србија, како и на турнирите во Кочани, Штип и Радовиш. Ги освои првите места на државното првенство до 17 и до 15 години. И благодарение на овие успеси тој учествуваше и на Балканското првенство во Романија, како и на Европското првенство до 17 години, кое се одржа во Македонија, и на Европското првенство во Каорле, Италија. Очекувањата за неговите идни успеси се големи и му посакуваме успешна кариера. Признание за спортист на годината во категоријата пионери Општина Радовиш доделува на Димитар Атанасов од БК Бучино Радовиш. Го замолувам градоначалникот Лјупчо Кочеварец да го представи. Остануваме на борењето, но и на бразилското џиу-џицу. Оваа девојка во 2025 година ги освои првото место на државното првенство до 15 години, второто место на меѓународниот турнир во Лариса, Грција и вторите места на турнирите во Конче и Неготино. Учествуваше на Балканското првенство во Романија и на Европското првенство во Италија. На интернационалниот надпревар во џиу-џицу во Словачка ги освои златниот медал во борба без кимоно и сребрен медал во борба со кимоно, а на надпреварот во Грција ги освои златните медали со и без кимоно во категоријата до 63 килограми. И не е само тоа, златните медали ги освои и на државното првенство, на светскиот куп во Италија и на првенството за Европа, Среден Исток и Африка. Признание за спортист на годината во категоријата пионери, девојки, добива Изабела Зајков од БК Бучино Радовиш. Во категоријата кадети, најуспешниот спортист повторно ни доаѓа од борењето. Во 2025 година ги освои третото место на државното првенство до 17 години, првото место на меѓународниот турнир победник во Белград, Србија, како и првите места на меѓународните турнири во Велес, Неготино, Конче и Радовиш. Признание за спортист на годината во категоријата кадети, Општина Радовиш доделува на Илија Танчев од боречкиот клуб Бучино Радовиш. Почитувани, полека дојдовме и до крајот. Следува неуспешниот спортист.
Неговата желба за одбојка започнува уште во најраното детство, а доаѓа до израз преку училишниот одбојкарски клуб Коста Рацин. Средно образование завршува во Струмица и со неговите 193 сантиметри станува привлечен за сите македонски клубови. Од сезоната 2022-2023 тој станува член на одбојкарскиот клуб Струмица Никоп и носејќи го бројот 14, тој ги освојува шампионските титули во 2023, 2024 и 2025 година. Од 2023 година е член на македонската репрезентација U19, а од 2024 година редовен член на сениорскиот тим. Неговата лојалност, почит кон тренерите и соиграчите, како и подготвеноста постојано да учи и да се унапредува, го прават вистински пример за млад спортист. Во текот на 2025 година, со македонската репрезентација се пласира на учество на Европското првенство, кое ќе се одржи оваа година во Бугарија. И токму затоа, Одбојкарската федерација е избрана и за најуспешна федерација во 2025 година. Неговата континуирана желба за напредок, истрајноста и дисциплината што ги покажува се пример за сите спортисти. Признание за спортист на годината во категорија сениори, Општина Радовиш доделува на Кристијан Илиев, одбојкар на клубот Струмица 47-72. Почитувани присутни, на крајот сакаме да упатиме голема благодарност на компаниите кои во изминатата година дадоа голема поддршка и придонес во развојот на спортот во Општина Радовиш. Општина Радовиш доделува благодарница на Рудник Бучин. Општина Радовиш доделува благодарница на Андора Инженеринг. Сакам само накратко да се обратам. Почитувани присутни, добро вечер. Од името на директорот на Дора Инженеринг, најнапред сакам да се заблагодарам за оваа благодарница, а воедно и да се извинам за неговото отсуство оваа вечер. Посебна чест и задоволство ми е на сите спортисти да им ги честитам овие признанија, овие награди и нека тоа биде посебен мотив за уште поголеми нивни успеси, а ние како компанија предводена од директорот на Дора Инженеринг, господин професор доктор Ванчо Чифлиганец и неговото семејство, а и јас како член на одборот на директори, сакам да истакнам дека како досега, така и во иднина, ние како компанија ќе го подржуваме спортот во Општина Радовиш во рамките на нашите можности, се со цел заеднички да створиме услови за развој на врвни спортисти кои што ќе не представуваат и ќе постигнуваат големи успеси не само во Република Македонија и Балканот, туку и ширум Европа и светот. Уште еднаш една голема благодарност за оваа благодарница. На спортистите сакам да им посакам многу здравје, успех и нови победи. Уште еднаш благодарам. Општина Радовиш доделува благодарница на Детонит.
Општина Радовиш доделува благодарница на Битен. Општина Радовиш доделува благодарница на Фрајтлан. Општина Радовиш доделува благодарница на Јован Петров. Општина Радовиш доделува благодарница на Best Food Day. Општина Радовиш доделува благодарница на Коварис. Уште еднаш голема благодарност на компаниите. Се надеваме дека таа поддршка ќе продолжи, а клубовите и спортистите ќе навижуваат се повеќе и повеќе успеси, како на поединечен, така и на клубски план. А со тоа ќе ја подигаат свеста за важноста на спортот и водењето на здрав живот. За крај, уште еднаш честитки на сите наградени. Ви благодариме за присуството и ве покануваме со коктел да ги прославиме неуспешните во 2025 година. Ви благодарам.